вечен ритам, сме на 13 минути после 12 часот. Продолжуваме понатаму на тема спорт во организација на спортско-рекреативниот клуб Соларис од Струга, во соработка со ватерполо репрезентацијата на Македонија, како и со учество на сите други спортски клубови, спортисти, ентузијасти, професионалци и аматери, со поддршка и помош од Црвен крст Струга и пред се со несебична помош на спонзори, помагачи и пријатели. На 2 август во Струга ќе се одржи второто издание на спортскиот фестивал Илинден 2023. Концептот на спортските активности за второто издание на фестивалот опфаќа организација на разни спортски надпреварувања на вода, а сите детали ќе ги дознаеме од Коста Хјохи, председател на спортскиот клуб Соларис. Коста, најпрво еве можност да ги поздравите слушателите на Плей Радио, втор пат ни сте гостин. Да, здраво живо до сите, благодарам на поканата и поздрав нели до сите ваши слушатели. На неколку денови пред самиот фестивал, најпрво кажете ми како течат подготовките. Минатата година беше првото издание, па сега веќе имате искуство, иако фестивалот годинава има сосема поинаков концепт, а променета и самата локација. Така, подготовките предпоставуваме дека се онака на ниво кое што треба да биде на неколку дена пред самиот настан. Значи сме организирани, сме подпомогнати од неколку правни лица, од неколку ентузијасти. Она што во моментов можеме да го кажеме дека се подготвуваат стартните листи, дека се спрема теренот на лице место, дека се уредуваат стазите за надпревар. Еве тука користам прилика да им се заблагодариме на пливачкиот клуб Струга кој што ни ги даваат професионалните стази за пливање за дента, на македонската ватерполо репрезентација кој што ја носат целата инсталација за ватерполо терен, понатаму на сите ентузијасти кои што во секој случај ни се од голема помош за ова организација. Така, меѓусебната соработка во секој случај ќе ви помогне да имате организација на нивото кое што е потребно. Спомена во најавата дека ќе се одржат разни спортски надпреварувања на вода, кои се тие конкретно и колкава заинтересираност според бројката на пријавени има до сега. Апропо концептот, кажавте дека е малку поизменет од минатата година, сега тука чувствувам должност да кажам и да се извинам на некои субјекти кои што се исклучени од годинашниот фестивал. Идејата беше минатата година го реализиравме фестивалот со еден маратонски концепт кој што започнуваше од мостот на поезијата, од каде што тргнува нели велосипедисти, кајакари, планинари и така натаму, и сите заедно по различни рути стигнувавме до селото Глобочица, каде што заедно нели реализиравме една голема забава. Под условно кажано притисок на пошироката јавност, која што минатата година немавме можност да ја вдомиме во селото Глобочица на платото, нели тоа е премало место, побара да бидат вклучени, да имаат можност да дојдат и да видат и да чествуваат со нас. Одлучивме да биде во градов, на место каде што има можност да се соберат повеќе луѓе, без разлика дали се надпреварувачи или само гледачи. Годинава така ќе биде, но до година можеби ќе ги вклучиме повторно сите активисти и сите спортски активности, со тоа што повторно би била средбата во Струга. Така, да позборуваме за заинтересираноста на надпреварувачите, колку досега се пријавени, која е бројката целосна која што ја очекувате до крај? Па така, во интерес на времето кое што го имаме на располагање, а предпоставуваме дека денот ќе биде и топол, сакаме да го избегнеме оној најтопол дел и да завршиме што се вика со ден. Планирани се ограничени бројки во секоја надпреварувачка дисциплина. Она со кое што сум запознат јас, дека во моментов се исполнети повеќе од половина. Затоа еве нека биде јавен апел до сите кои што сакаат да учествуваат на трките, за кои што малку подоцна ќе објаснеме за што станува збор, да не исконтактираат или да се пријават на нашите профили на Facebook или на Instagram, или просто едноставно може да се јават, бројот е испишан тамо и слободно да кажат во што сакат да учествуваат. Така, ајде да го објасниме сега спортскиот дел, за кои конкретно спортови на вода станува збор.
Па вака, концептот за годинава е замислен на следниот начин. Ватерполо репрезентација на Македонија го организира нивниот дел од фестивалот, а тоа е турнир со неколку ватерполо клубови, односно екипи. Тука немаме некоја голема контрибуција освен во организаторскиот дел. Тие си доаѓаат спремни со своји екипи, со свој персонал, своји суди и така натаму. Понатаму, по завршување на тој турнир, нели турнирски ќе биде полуфинале и финале, и не предпоставам, туку укажувам дека ќе биде краток, нема да биде во она негова основна форма. Понатаму следат трките во кајак едносет, тука станува збор за кајак за аматери. Обезбедени се широки, стабилни, условно речено непотопливи или непревртливи кајаци. Целта е да се вклучат во активност луѓе кои што можеби никогаш не кајакареле. Понатаму имаме трки на 100 метри се и во кајак и во суп штиците. Околу 100 метри се и тие и во машка и во женска конкуренција, и трки во пливање за аматери, не спортисти, односно може да се пријават и поранешни пливачи кои што во моментов не се во надпреварувачка форма, значи тоа е основниот критериум, и во машка и во женска конкуренција во должина од 25 метри, односно нешто повеќе од 25 метри на ширина од реката Црндрим. Така, ова е навистина поширок опус на спортови на вода, така што им давате можност на сите да имаат можност да се пријават и да учествуваат. Сега, освен спортувањето како основна цел, вие имате и уште една, а тоа е новој начин да се прослави големиот празник Илинден. Со оглед на тоа дека минатата година не ми бевте гостина, се одржа првото издание, ќе ве прашам сега како дојдовте до самата идеја на организирањето на овој фестивал и кои се тие мисии и цели кои што сакате да ги постигнете? Па вака, сакавме да го прославиме големиот национален празник Илинден, односно двата столбови на македонската државност, а тоа се двата Илиндени, нели Илинденското востание од 1903 година и првото заседание на АСНОМ од 1944 година, кога практично се удрени темелите на нашата држава. И на кој друг начин би го направиле тоа ние спортистите, ако не преку спортување, надпревар, забава и така натаму. Значи идејата беше, поедовната идеја ни беше таа. Сакавме да вклучиме што повеќе личности, односно што повеќе практикувачи на природничките спортови, па затоа влеговме во таа соработка со сите останати клубови и организации од Струга кои што ги практикуваат тие природнички спортови. Минатата година мотото беше по врвиците на македонската државност. Рутите беа така нарихтани за да посетиме важни монументални и споменици и објекти. Од споменикот на револуцијата покрај Дрим се посети, се поминуваше покрај селото Ташмаруништа, каде што е кренато нели Илинденското востание. Планинарите ги посетија врвиците каде што поминувале комитите, понатаму дел од велосипедистите возеа до селото Локов каде што е формирана првата македонска бригада. Во селото Селци се посети домот на Војдан Чернодрински и така натаму. Годинава како концепт ја имаме само прославата, заедништвото и во духот на Илинденскиот манифест се повикани сите на народности, народи и сите граѓани кои што живеат во Струга. Си сакаме на тој специфичен начин да го прославиме овој празник. Така, ајде да позборуваме за дејноста и мисијата на спортско-рекреативниот клуб Соларис. Имате навистина одличен концепт за промоција и потикнување на младите во Струга да спортуваат, и она што е посебно корисно, колку што сум забележала, организирате многу спортски настани за аматери, што значи се фокусирате на рекреацијата и не треба никој да биде професионален или кој знае колку талентиран спортист за да може да се вклучи во сето она што вие го организирате. Што планирате после фестивалот? Точно, вие практично кажавте и се за спортско-рекреативниот клуб Соларис. Како концепт на постоење го имаме
нели максимата спорт за сите и во суштина нашите активности се насочени исклучиво кон аматери, не професионални спортисти. Покрај тоа идејата и како објектив имаме и промоција на убавините на нашата Струга и околината, посебно Струга и Дримколскиот регион. Организираме како наш бренд производ би бил кајакарскиот маратон, односно кајакарскиот спуст кој што го организираме во различни форми по реката Црндрим и Глобочишкото езеро. За најподготвените почнуваме од самиот излез од Струга, нели после Далјанот на погодно аменажирано или уредено место. За оние по средно спремни се почнува од селото Враништа. Потоа има опција да се тргне од селото Ташмаруништа и за да кажам неподготвените и вклучително и децата тргнуваме во близина на Бигорскиот мост, најкаде на 3 километри пред селото Глобочица. Значи тоа е активност која што ние ја нудиме како производ и како една туристичка атракција. Покрај тоа организираме 3 поважни активности и ги имаме поделено на почетокот на летната сезона. Тогаш го организираме кајакарскиот натпревар кајак за сите, каде што се натпреваруваат граѓани во машка и во женска конкуренција. Поратаму овој фестивалот Илинден и за крај на сезоната, после првиот викенд после 8 септември во соработка со Хотел Боград го организирам и Хотел Боград и Сдруженијето за ретки болести од Охрид го организираме маратонот Весламе за ретките. Да, убаво е тоа што го имате освен спортскиот и тој хуманитарен концепт, така промовирате и хумани вредности. Кажете ми, споменавте доста настани, колку успеавте да ги внесете младите во здравиот начин на живот, да ги тргнете од Facebook, социјални мрежи, задоволни ли сте од бројката? Ако се земат во предвид бројките со кои што располагаме и ги ажурираме, имаме годинава реализирано околу 400 кајакарења, односно 400 лица учествувале во кајакарењето. Тоа воопшто не е малку. Тоа не е мала бројка и не се тука вклучени само младите, туку и оние, се извинувам, постарите. Така, ајде уште еднаш да ги поканиме сите љубители на спортот и секако почитувачите на големиот празник Илинден да се пријават, секако да има и публика и не споменавме во колку часот ќе започне фестивалот. Вака, значи пред да ги повикам на сите, сакам да им се заблагодарам на мојот тим, бидејќи нели не сум сам, организацијскиот одбор е составен од неколку лица. Професор доктор Лиза Чакареска, таа е задолжена за пливачките дисциплини. Круме Гаговски за кајак, заедно со мене, Владо Ристовски за суп трките и сите останати кои што се вклучени во самава активност. Мора тука да спомнеме Рудбој селектор кој што е задолжен за забавата по самиот настан и сите оние кои што на одреден начин го помогнаа овој фестивал. И ние го поздравуваме целиот тим и верувам дека ќе биде секако што сте планирале. Благодариме и се надеваме и во секој случај сакам да ги поканам што побрзо да дојдат, односно да се пријават оние кои што се заинтересирани за овие дисциплини, затоа што бројката од 60 по секоја дисциплина се полни брзо. 15, односно 30 во машка, 30 во женска конкуренција. Минатиот пат, поучени од минатите години, многу бевме критикувани затоа што не разбравме, затоа многу порано ја почнавме ние кампањата за овој фестивал. Практично 2 месеци се зборува. Верувам дека и вашиот медиум, преку вашиот медиум ќе се успее да се стигне до секој еден заинтересиран, па затоа искрено им порачувам да дојдат, да се пријават, а ако ништо повеќе да дојдат да видат што се случува и да се забавуваме онака како што доликува за еден ваков празник. Уште би апелирал да се придржуваат сите до препораките кои што нашиот тим ги подготви, а тоа се оние добро познати препораки за спортистите, дека не треба да влегуваат наеднаш во ладна вода, дека постепено треба да се разладуваат,
да не конзумираат алкохол пред и после трките, односно после трките нормално можат, пред и за време на трките. Исто така до публиката апел да се навива коректно, да им овозможат простор за загревање и подготовка на спортистите и на тој начин да придонесат до едно добро организирање односно добар тек на овој фестивал. Така, во секој случај и културата да се задржи и се да поминува како што треба. Во колку часот ќе започне публиката, кога да биде таму? Во зависност вака, значи уште не е утврдено, значи треба да се почне некаде од околу 12 часот со ватерполо надпреварите. Се чека само нивниот одговор, затоа што има екипи кои што треба да допатуваат дента од различни страни на држава, така што првично е кажано дека ќе биде во 12 часот, но ги молам сите заинтересирани да не следат на нашите профили на Facebook. Така и ние ќе информираме на радио. И ќе го кажеме точното време на почеток. Меѓутоа, околу пладне ќе биде сигурно. Така, Коста, јас многу ви благодарам прво што одвоивте време за овој разговор. Навистина детално убаво се објаснивме околу фестивалот. Ние како медиум ќе го проследиме и ќе ги информираме сите слушатели за епилогот, како сето тоа поминало, а верувам дека ќе биде одлично и верувам дека ќе имаме уште многу причини да ве покануваме повторно. Благодарам јас, задоволството беше мое. Продолжуваме понатаму со Play Cafe на Play FM, со вас сме се до 14.